Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Наташа Димитриевска задоволна од промената на казната за возачот во сообраќајката во која го загуби сопругот. Граѓаните да се вакцинираат против ковид, особено ризичните групи, препорачуваат лекарите. Младиот пејач Хајдар Хајдари од Гостивар освои прва награда за документарен филм на меѓународен фестивал во Италија. Апелацискиот суд ја прииначил казната за возачот за сообраќајката кај Млечен во која животот го загуби Гоце Димитриевски, а тешко беше повредена неговата сопруга. Тој доби 2-годишна казна затвор и забрана за управување возило во период од 2 години. Наташа Димитриевска вели дека тоа е резултат на нејзината борба и поддршка од јавноста. По информацијата дека е променета условната казна со ефективна казна затвор за возачот во сообраќајката кај Млечен, во која животот го загуби 32 годишниот Гоце Димитриевски, неговата сопруга Наташа Димитриевска е задоволна. Таа вели дека народот не се согласува со времетраењето на казната, но сепак според неја носи надеж за непристрасно судство. Додава дека е напредок и тоа што е изречена и забрана за управување на моторно возило во период од 2 години. Задоволна сум од информацијата дека е променета условната казна со ефективна казна затвор. Казната затвор е онаа што ја даде судијата при основен суд, со тоа што условната казна се замени само со ефективна казна затвор. Дополнително ново е што е изречена и забрана за управување моторно возило во период од 2 години. И тоа е голем напредок, затоа што во првичната постапка обвинителство тоа не го ни бараше. Туку по моите представки кои што беа поднесени до судски совет и до Советот на јавни обвинители, истото беше наведено и во жалбата на јавното обвинителство. Сметам дека ако не беше ова борба преку медиумите, преку социјалните мрежи, големата поддршка што ја добив и се уште ја добивам од сета јавност, немаше да успеам, затоа што беше под знак прашалник дали обвинителство воопшто ќе поднесеше и жалба, затоа што завршниот збор што го даде јавниот обвинител во овој предмет, даде насока дека они се согласуваат со условната казна. Дали е доволно изречената казна? Ќе кажам дека народот не се согласува со 2 години казна затвор, но е мала надеж дека сепак нешто функционира во нашиот систем и дека се уште имаме непристрасни суди. Борбата на Димитриевска продолжува. Таа очекува судскиот совет да го разгледа предметот против судијата кој го водеше предметот. Се надевам дека сега судскиот совет ќе го разгледа предметот против судијата кој што го водеше при Кривичниот суд Скопје и ќе донесе одлука во рамките на нивните надлежности, дека Советот на јавните обвинители ќе преразгледа представката, затоа и ќе дадат конкретно образложение по однос на овој предмет, затоа што не може со 3 реченици на еден лист хартија да одадат такова образложение за многуте пропусти кои што се направени во истражната постапка, па и на главната расправа од страна на јавниот обвинител. Инаку Димитриевска во сообраќајната несреќа која се случи во октомври 2018 година во Скопје го загуби својот сопруг и нероденото бебе, а таа се здоби и со тешки телесни повреди од траен инвалидитет. Во очекување на почеток на имунизацијата на населението против ковид, лекарите нагласуваат дека вакцинацијата е особено важна за ризичните групи. Препорачуваат професионално изложените на вирусот, хронично болните и повозрасните лица да ја примат вакцината. На прагот на ковид вакцинацијата во нашата земја, лекарите потсетуваат дека колективниот имунитет ќе се стекне само преку имунизација на населението и препорачуваат граѓаните да се вакцинираат. Објаснуваат дека ваквите препораки особено важат за ризичните категории, како здравствениот персонал кој секојдневно има контакти со пациенти, хронично болните, како и повозрасните лица. Со вакцината, ранливите групи ќе добијат заштита од коронавирусот, кој кај нив може да предизвика сериозни здравствени компликации. Раководителот на инфективното одделение во Гостивар, доктор Ратко Наумовски,
е дециден во ставот дека граѓаните треба да ја прифатат вакцината како сигурна анти-ковид мерка. Вели дека ќе прими вакцина, затоа што и самиот спаѓа во ризична група како инфектолог, но и како лице со диабет. Камо да дојде вакцината и да почнеме да се ја примаме. Затоа што ќе се створи еден колективен имунитет, што ние маските кажаме дека ќе се носат до И понатаму, да. Можда и али друго е кој ќе си вакциниран на некој начин. Јас себе како диабетичар примам за сезонски грип скоро 12 години, многу ме штитат бидејќи јас се наоѓам со луѓе, мислам работам со луѓе овдека што со грипови доаѓаат со секакви катерални симптоми и јас морам да бидам вакциниран, да бидам заштитен бидејќи не е исто мене да ме фати некој здрав човек. Од денес е пуштена во употреба веб страницата за закажување термин за вакцинација. Пријавувањето е едноставно со внесување име и презиме, матичен број и телефонски број. Потоа системот преку SMS порака испраќа код кој граѓанинот треба да го внесе во обележаното поле. Одбира пункт на вакцинација, внесува мејл адреса и го испраќа барањето. По ова, системот автоматски ги обработува податоците и поканата за примање вакцина е според распоредување во приоритетните групи. Веб страницата вакцинација.мк поголемиот дел од денот беше со преоптоварен сообраќај, поради што граѓаните не можеа да се пријавуваат. Националниот план за вакцинација во Македонија ќе се одвива во 3 клучни фази, почнувајќи од здравствените работници и сите лица над 70 години во првата фаза. Вакцинација ќе се врши во постоечките вакцинални пунктови. За секој граѓанин кој ќе ја прими првата доза, веднаш ќе биде резервирана и втората, што треба да ја прими по 21 ден. Пописот е честа тема во јавноста, како што се приближува периодот кога би требало да се спроведе. Во земјава речиси 2 децении не е спроведено организирање собирање на податоци на населението. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски истакна дека голем дел од граѓаните не ги знаат последиците од неспроведувањето попис. Најголем дел од граѓаните не ги знаат последиците од немањето попис. Ова го истакна Апостол Симовски, директорот на Државниот завод за статистика. Последниот попис во земјава извршен во 2002 година. Популационата комисија на Обединетите нации предложила заради компарација на податоците, пописите да се обавуваат на крајот на секоја декада или на почетокот на секоја деценија. Целта на пописот е да се изврши организирано прибирање на податоци за населението во земјата. Во јавноста и меѓу политичките партии следеа низа реакции во врска со оваа тема. Симовски пак тврди дека податоците од пописот се основа за правилна распределба на буџетските средства. Веројатно најдобро знаат за последиците. Јас ке тргнем од оној по мене најважниот фактор бизнес секторот кој што дефинитивно може би најголемиот дел од последиците ги трпи. Локалната самоуправа бидејќи основи за било какво квалитетно функционирање на локалните самоуправи се информациите кои што пред се собираат од пописи и од сите останати статистички истражувања, но и сите други институции во државата на било кое ниво да се наоѓаат, трпи образованието, трпи здравството, трпи науката и така натаму. Значи неопходни се овие податоци и неопходни се квалитетни податоци, бидејќи се друго би значило погрешно планирање, погрешни политики, погрешно ајде да кажеме со обични зборови, погрешни фрлање пари во ветар за работи за кои што имаме огромен интерес да се решат на најдобар можен начин, а со погрешни информации или не се решаваат или се решаваат погрешно, што е уште поважно. Најмногу се реагираше во јавноста во врска со пописот на нерезидентното население. Симовски додава дека тој сегмент ќе даде одговор на прашањата за структурата на диаспората. Ние ги вклучивме и нашите граѓани, нашите граѓани кои се наоѓаат надвор од државата повеќе од година дена во пописот, бидејќи цениме дека државата има огромен интерес да знае прво за бројката на овие лица, колкава е таа бројка, да знае каква е структурата на тие лица по сите основи, образовна, возрастна, полова, активна, во смисол на активно дали се во работен процес, во образовен процес и така натака, и од каде потекнуваат
кои се временските периоди на нивното исцелување и во кој правци заминале тие луѓе. Се лицитира последниве години на голема со бројки, најнадежни бројки за тоа колкава е нашата миграција. Ние не ја знаеме точната бројка, за жал. Пописот ќе биде обид. Ние не сме убедени, односно не га има илузии дека ќе ја даеме точната бројка. Меѓутоа ќе можеме да имаме основи врз основа на кои можеме да процениме за целокупната бројка. Опозицијската ВМРО-ДПМН започна постапка за укинување на законот за попис со став дека законот за попис и целата ситуација, како што велат, е консензуално политички договорена работа. Инсистираат на одложување на пописот, додека власта цврсто останува на ставот, оти попис мора да се реализира со предлог тоа да биде во месец април. Младиот пејач Хајдар Хајдари од Гостивар освои прва награда за документарен филм на меѓународен фестивал во Италија. Филмот ја раскажува приказната за неговата музичка кариера, настапите, создавањето на песните и слично. Гостиварецот Хајдар Хајдари, кој гради музичка кариера повеќе од една деценија, реши да се обиде како режисер и веќе со својот прв документарец постигна успех. Освои прва награда на интернационален фестивал во Италија. Документарниот филм ја опфаќа музичката приказна на Хајдар и неговиот бенд, какви биле почетоците, каде имаат настапувано, како ја создаваат музиката, особено во делот на спојувањето на модерното со традиционалното, што ги инспирира и слично. Во овој документарен филм јас кажувам моите најуспешни моменти за мојата кариера како певач и за мојата група, музичка група. Од 2011 до денеска, значи сите убави моменти што сме ги постигнале со мојата група и јас професионално со музика и со мојата група сум од 2011 како група и од тогаш до сега имаме снимени околу 15 наши авторски песни и еден албум. Новиот албум што излезе лани во 2020 година. Свириме, стилот ни е поп-рок, албанска музика и баш за овај документарецот, пошто на овој филм се кажува како ние се мотивираме да направиме нов стил на музика, на албанска музика, мотивирани од старата убава албанска музика. 31-годишниот гостиварец ја доби наградата во конкуренција на повеќе учесници од различни земји и вели дека ја гледа како мотивација да продолжи посветено со својата работа. Па за мене ова награда е многу значајна, пошто и како режисер и како пеач многу важи за мене, пошто е прва моја меѓународна награда и ова ќе ме мотивира да работам повеќе на моите песни, на моите текстови, па и да работам уште повеќе со ова новата моја работа како режисер, пошто се гледа дека имам една награда меѓународна и можам, значи умеам да правам убави работи. Фестивалот Медитерански искуства, на кој Хајдари го освои првото место, годинава се одржа по 18-ти пат. Заради ковид пандемијата, настанот се организираше онлайн. Собственик на угостителски објект од Гостивар синоќа бил лишен од слобода, откако полицијата во објектот констатирала присуство на повеќе гости. Во продолжение следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 41 лице, 26 од Тетово и 15 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 28 лица од Тетово и 16 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 272 лица од Тетово и 105
5 лица од гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 20 часот полициски службеници на оделението за внатрешни работи гостивар лишиле од слобода 45 годишникот Гостиварски Добридол, сопственик на угостителски објект лоциран во трговски центар на улица Илинденска во Гостивар, во кој престојувале 10 гости, а ги забавувал музички оркестар. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок по член 206 од Кривичниот законник за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, додека објектот бил времено затворен од државниот пазарен инспекторат. Вчера околу 12 часот и 25 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 41 годишник од Гостиварско Речане поради сомнение дека сторил кривично дело за грозување на сигурноста. Тој бил пријавен од 45 годишен гостиварец дека му упатил закани. Се преземаат мерки за расчистување и на овој случај. Откако од почетокот на месецов е воведена забрана за ловење дивеч, од СВР Тетово потсетуваат истата да се почитува. Од први овој месец и на ловиштата во поширокиот Полошки регион стапи во сила така наречениот ловостој, односно воведена е забрана за ловење дивеч, освен пролетна и штетна дивеч. Штетната дивеч според законот за лов ќе може да се лови исклучиво со групни дозволи, односно во посебно организирани хајки. Секторот за внатрешни работи Тетово потсетува дека ловењето во период на ловостој представува кривично дело незаконит лов, за кое е предвидена парична или затворска казна од 1 до 3 години, зависно од тоа каде и што поконкретно е отстрелано. На ловџиите им се укажува исто така нивното оружје да не го даваат на користење на други лица, без разлика дали тие лица поседуваат или не валидни дозволи, зашто тоа е спротивно на законската регулатива. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до ловџиите и риболовците доследно да ги почитуваат законските прописи и самоволно да не ги кршат, дотолку повеќе што веќе се интензивирани контролите на полошките простори и против сите кои на еден или друг начин ќе се однесуваат спротивно на законот, ќе следуваат поднесоци и соодветни санкции. Фудбалскиот клуб Тетекс ги заврши подготовките во Охрид и со тренинзи продолжува на терените во Тетово и Тетовско. Фудбалерите на Тетекс ја завршија втората фаза од подготовките во Охрид и со тренинзи ќе продолжат на терените во Тетово и Тетовско. Во последната трета фаза ќе се работи на техничко-тактичкиот дел и целта ќе биде во игрувањето на екипата. Тренерот Славчо Георгиевски генерално е задоволен од подготовките во Охрид и контролните надпревари кои се одиграат таму. Одработивме 7-дневни подготовки, одигравме неколку надпревари и можам да кажам дека од сработеното сме задоволни, но не во целост, затоа што има уште 2 недели да доодработиме, да се спремиме и да излеземе на пролет во едно друго издание за многу голема разлика од она што веќе бевме. Надпреварите кои што ги одигравме со супер квалитетни противници, почнувајќи од Работнички во Скопје, преку Борец, со Јагодина игравме со Струга 3 милиум, можам да кажам и со Кекот Косово и Воска. Надпревари кои што горе-доле ни прават една слика за првите 11, меѓутоа се уште е рано да се каже, затоа што остануваат уште 3 надпревари, да се докомбинираме. Во овој момент можам да кажам дека немаме први 11, затоа што со квалитетот што го донесовме, мислам дека имаме добри 2 постави и нема да се осеќа разлика ако некој во даден момент недостасува дали од повреда или од тактички замисли. Задоволни сме. Мислам дека она што беше во првиот дел, го тргнавме на страна, се поигруваме и ќе покажеме еден фудбал кој што ќе ги радува сите љубители на фудбал во Тетово. Екипата на Тетекс во досегашниот тек од подготовките одигра вкупно 6 контролни надпревари на кои забележа по 1 победа и нерешено, а доживеа и 4 порази. Следниот контролен надпревар фудбалерите на Тетекс ќе го одиграат утре против екипата на Гостивар на гостински терен.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!